кога детенце кое што направило некое неприфатливо однесување, ќе го натираме да се извини, може по начинот на извинување да видите каде, како размислува и каде припаѓа. Например, дете кое што, ова ви кажувам од пракса, дете кое што со другарчето се скарале, машки две дечиња, на второ оделение и му рекло, беге бе таму, ти си глупав, ти си најглупав. И како ќе се извиниш сега на детето? Оди и му вика, извини, не си глупав. Знаете како, кога децата во извинувањето го повторуваат истиот погрден збор, тоа е симптоматично. Вториот начин на извинување, сега учиме како треба да се извини. Вториот начин на извинување е извини, нема да се повтори, советување. Дека ветувам, нели ќе внимавам во иднина. Третиот начин на извинување е извини, жал ми е што те повредив. И тука веќе се доживува таа емпатија, кога навистина знаеме дека детето сватило колку е, дека повредило некој друг и дека и се чувствува виновно поради тоа.